бев на државен надпревар и дека земав прво место и како најдобар машинец во Македонија, сепак мислам дека е големо искуство и не сгрешив што се запишав за ова. Сакам да програмирам микроконтролери, иако тоа е малку тешко, но кога се работи со љубов, ништо не е тешко. Јас сум Вања Василевска, трета година, смер машински техничар за производно машинство во училиштето СУКС Балатасевски. Одлучив за се запишам во ова училиште, најпрво не знаев каде сакам и потоа кога зборував со сестра ми, она рече дали сакаш да бидеш нешто како машински техничар и машински инженер и не знаев на првен што е тоа и после ми објасни дека е нешто околу машините како сето тоа работи и ми звучеше интересно и плюс кога слушнав дека не се запишуваат толку девојчиња, бев како да јас да бидам првата што ќе направи нешто такво и што ќе биде малце неочекувано затоа што сепак уште има предрасуди околу тоа, ама сега и дека бев на државен надпревар и дека земав прво место и како најдобар машинец во Македонија, сепак мислам дека е големо искуство и не сгрешив што се запишав за ова. Најмногу вака ме интересира, на почетокот на трета година мислев дека заварувањето ќе ми биде најтешко и ми беше страв затоа што никогаш не го пробано, ама после тоа сватив дека е многу интересно и дека сепак, иако ништо не сум направила на почетокот, можам да се подобрам и дека за се има прв пат и за се има прво искуство и понатаму знам дека ќе продолжам на авиоинженерство најверојатно во Словенија. Па моментално бевме во Струга преку школа за проект и на проектот беше предизвик за борба против загадениот воздух и требаше да создадеме одреден вид на иновација и нашата иновација беше 4-степен филтер каде што имавме ионизатор, HEPA филтер, силикат влажнувач и филтер со активен јаглен. Таков филтер за прочистување на воздухот не постои, затоа што никаде на пазарот никој нема направено со 4 филтери, за да имаме толкаво прочистување и со тоа ние ќе добиеме 99,97% почистен воздух, каде што ќе нема микроорганизми, тешки метали, затоа што најпрво гледавме да го средиме проблемот во училиште, затоа што немаме голема вентилација. И сега кога заваруваме или кога стругаме и кога обработуваме на струговите, тоа што го вдишуваме не е баш многу здраво за нашиот организам и е штетно. Работам на нови проекти и проекти кои се поврзани со училиштето и дел околу машинството. И се надевам дека ќе успеам во тоа. И гледам понатаму да создадам и да се надпреварувам повеќе, за да успеам да си создадам нови искуства. Иако сите велат не учи толку или не им се учи, треба да се учи за себе и колку толку барем да си остане нешто за нив, ако ништо друго на крајот од денот. Јас сум Марио Димчевски од Средното стручно училиште Владо Тасевски и сум запишан на смерот електротехничар за електроника и телекомуникации. Јас и мојот соученик Сергеј изработивме паметен автомобил кој користи ESP32 микроконтролер кој има камера и Wi-Fi. Користиме антена за да може преку Wi-Fi да се поврземе на паметен телефон и користиме модул кој ги контролира моторите. Овој автомобил може да се контролира до 10 метри и имаме видео сигнал од самиот автомобил. Може да се искористи за некои непристапни места, а ние го направивме за да учествуваме на надпреварот на Logink Electronics, на Fate, на
и освоивме прво место, каде што и таму изработувавме нешто слично на овој автомобил. Јас се запишав тука бидејќи ме интересираше електроника и сакам да програмирам микроконтролери. Иако тоа е малку тешко, но кога се работи со љубов, ништо не е тешко. Планираме да изработиме LED соларен сообраќаен знак кој ќе го поставиме пред нашето училиште, кој ќе апсорбира сончевата енергија, бидејќи во нашата држава има премногу сончеви денови кои не се искористени. Во иднина планирам да студирам, но се уште не сум се одлучил дали во нашата земја или во странство, но секако ќе продолжам со електроструката. Сакам да им кажам на сите дека доколку сакаат нешто и тоа го сакаат вистински и со љубов сакаат да го работат, нема да имаат никакви препреки во животот.